Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Големување на ДДВ-то од 5 на 10% од јануари 2023 година, што неминовно може да предизвика и поскапување на струјата. И три компании кои користеа струја од слободниот пазар по високи цени со манипулации се префрлија на регулираниот пазар, каде што се домаќинствата и на тој начин ја повлекуваат ефтината струја што ја произведуваат државните електрани. Се това предизвикува нервоза кај граѓаните и голема неизвестност. Македонското радио Скопје за разговор го покани Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Господе Бислимовски, дадовте изјави за одредени медиуми дека со зголемувањето на ДДВ-то на 10% наредната година, дека може да има и зголемување на цената на струјата, иако од Министерството за економија министерот убедуваше дека ќе се гледа да се задржи цената. Меѓутоа, вие зборувавте за некакви креативни решенија кои стојат во рацете на Регулаторната комисија за енергетика, да не дојде до зголемување на цената на струјата. Па ве молам за нашите слушателен коментар на какви креативни решенија се однесува ова ваша изјава со цел струјата да не поскапи од јануари наредната година. Најнапред благодарам за поканата да учествувам во вашата емисија. Регулаторната комисија за енергетика, кога ги определува цените на електрична енергија и за природен газ, цените ги определува без ДДВ. На ДДВ-то ние не можеме да влијаеме, тоа се утврдува со закон и се планира тоа што е најавено, ДДВ-то за електрична енергија, повластената ставка која што беше до сега 5%, да остане и понатаму повластена, да биде 10% од 1 јануари 2023 година. Со тоа ќе се зголеми вкупниот трошок кој што би го добивале граѓаните во апсолутен износ за 4,7%. Значи во делот каде што ние може да влијаеме, каде што ја определуваме цената, како што кажував и во претходни интервјуа, треба да застанеме, да ја нагазиме топката, да направиме анализи какво е нашето производство на електрична енергија во 2022, како се набавува електрична енергија, бидејќи не може само се да задоволи, бидејќи набавува и технички загуби на електрична енергија во преносната и дистрибутивната мрежа, да го видиме планот за 2023 година и потоа да носиме соодветни одлуки. Она што сакам да го кажам сега е дека најбитен момент ќе биде какво ќе ни биде нашето домашно производство пред се од ЕСА. Државните електрани. Да. Тоа го кажувам со една единствена цел, имајќи во предвид дека историски, ако се враќаме со години, кога се направиле најголемите инвестиции, тоа било до 90-тите, кога се изградени и трите блока во Битола, факт е дека тогаш и цената на електричната енергија во Македонија како дел од Југославија била повисока. Истото, значи граѓаните веќе еднаш кога се граделе овие термоелектрани го платиле. Понатака од 2006 до 2017 цената на ЕСМ од 1,3 денари дојде до 2,52 денара. Повторно граѓаните го платија тоа. Значи, а во меѓувреме ние немаме нови инвестиции во поголеми производни капацитети. Да, тоа што го направила државата се е Козјак и Света Петка и ветерната електрана во Богданци. Сите инвестиции во државата до 90-тите и понатака, а и се одобрувале цени повисоки постојано, за да може да се одржуваат овие термоелектрани, но само очигледно за одржување, без да се направат нови производни капацитети, веќе ги направиле, отишле на грбот на граѓаните и на македонските компании. Значи, сега треба да видиме како ќе биде домашното производство, што се планира, да видиме реалната трошковна цена на ЕСМ и понатака да носиме соодветни одлуки. Јас сум противник на идејата на брзање за зголемување за цената на електричната енергија, бидејќи, како што кажав предходно, веќе граѓаните во изминативе 30 на години
секогаш за да има нови инвестиции во енергетскиот сектор си преку повисоки цени на електрична енергија си плаќале. Регулаторната комисија за енергетика никогаш не бегала од одговорност, кога имало потреба да се зголеми цената на електрична енергија, таа се зголемувала, кога реално биле потребни пари за да функционираат нашите електроенергетски компании, и тоа го направивме неколку пати. Исто така, на наша иницијатива се намали ДДВ-то од 18% на 5% за електричната енергија. Истото се направи и за топлинската енергија во градот Скопје. Така да, за тоа барам да се почека, да се направат анализи, па ќе видиме понатака како ќе терат. Господине председателе, овие есенски месеци имаме и нова ситуација на теренот, имено со одлука на владата основните и средните училишта преидоа на регулираниот пазар. Тоа пак велиме и одредени компании со одредени манипулации преидоа на регулираниот пазар и користат поевтина струја. Дали тоа може да предизвика поскапување на струјата, бидејќи потенцијалот на државните електрани е тој? Иако имаме одлука, владина одлука за енергетска криза, каде што владата може да интервенира со финансиски средства со цел она што не достига во државава, државните електрани да го увезат. Значи, владата донесе одлука со која што го задолжи ЕСМ продажба, тоа е компанија која што се занимава со снабдување со електрична енергија на слободниот пазар, да им продава електрична енергија на основните и средните училишта, на компаниите од прехранбената индустрија, на компаниите во производство на млеко и компании кои што работат преработка на сувомеснати производи, да имаат цени далеку пониски од колку што се пазарните. Со цел да не се прави влијание на регулираниот пазар, токму од овие причини и ние како регулаторна го предлагавме тоа, и владата понатака го прифати и го имплементираше, ЕСМ како снабдувач на слободниот пазар да ги обезбеди овие компании со пониски цени, и една од основните причини за тоа е и да се намалат и цените за лебот, да се намалат за брашното, за млекото, за сувомеснатите производи, цени кои што влијае на инфлацијата. И тоа е завршено како процес и конечно ќе почне да се реализира од 1 декември. Значи, при добивко тоа ќе имаат сите граѓани. Факт е дека во текот на 2022 година има пред се општински јавни предпријатија кои што се враќаа на регулираниот пазар, односно се формираа нови со цел да се обезбедат, за да обезбедат електрична енергија за јавното осветлување, а потоа започна и поголем број на компании да го на некој начин да го злоупотребуваат овој пристап, и во првиот дел од годината и да оптоваруваат апсолутно во првиот дел од годината направен е непланиран увоз од 30 милиони евра, и тоа секако направи притисок врз цената на електричната енергија за одлуката кога ја носевме во јуни оваа година за следниот период. Понатака во другиот дел од годината за регулираниот пазар нема реализирано дополнителен увоз на електрична енергија, се прави увоз од страна на ЕСМ за да ги обезбеди загубите на електрична енергија во преносната и дистрибутивната мрежа, и дополнително за да ги обезбеди овие нови обврски кои што му се дадени, но вкупното портфолио на ЕСМ за регулираниот пазар и за слободниот пазар има просечна цена продажна некаде околу 72-3 евра за мегават час. Апсолутно овој тренд кој што беше приметен дека се случува и од општински предпријатија, исто така и од компании, Регулаторната комисија за енергетика во март ги извести сите институции во државата кои што имаат инспекцијски надзор. Во тој период сигурно е направен тој инспекцијски надзор, и врз основа на тоа владата пред 10 на 15 дена донесе одлука со која што сите овие компании кои што се вратиле од слободниот на регулираниот пазар, а ни прават притисок врз цената за домаќинствата, од 1 јануари 2023 ќе се вратат на слободниот пазар на електрична енергија, така да ќе имаме
од тој аспект по-релаксирана ситуација. Господине председателе, факт е дека на 3 фирми кои се занимаваат со продажба на електрична енергија, регулаторната комисија за енергетика им ги одзеде лиценците со оглед на одредени манипулативни действија. Со тоа што МЕПСО не може да наплати 12 милиони евра од тие компании кои на некој начин со злоупотреба повлекуваа струја од европските пазари. Се бараше да се заострат критериумите во правилниците за испорака на струја, што некои се нели во надлежност на регулаторната комисија за енергетика. Што направивте да се спречат ваквите злоупотреби? Пред 10 дена регулаторната комисија за енергетика донесе измени на правилата за пазар на електрична енергија, со кои што на операторот на пазарот му дадовме можност да реагира веднаш доколку примети дека одредени снабдувачи испорачуваат електрична енергија на своите потрошувачи, а при тоа не набавиле електрична енергија. И во тие случаи, значи тие превземаат електрична енергија од системот, а и за таа електрична енергија од системот се обезбедува од хидроелектраните и ја влошуваат состојбата со хидроакумулациите. Така да сега операторот на пазарот, доколку 3 дена поред одреден снабдувач прави сериозни отстапувања од набавката и продажбата, може да започне постапка за суспендирање на учеството на пазарот на електрична енергија на соодветниот снабдувач. Исто така, во изминатиот период, тие компании кои што превземаа несоодветни активности, од страна на операторот на пазарот на електрична енергија се суспендирани и за жал останаа долгови кај АД МЕПСО кои што се уште не се исплатени. Јас верувам дека МЕПСО ќе ги превземе сите активности кои што му стојат на располагање за да си го наплати својот долг. Господине Бислимовски, факт е дека со одредени мерки регулаторната комисија за енергетика влијаеше да се намалат маржите, односно заработките на компаниите што се занимаваат со продажба на електрична енергија. Дали се почитуваат вашите мерки? Значи, владата донесе одлука со која што ги ограничи маржите на сите снабдувачи. Тие може да бидат најмногу 10% и од она што ги имаме како информација од терен, како фактурираат снабдувачите, апсолутно се почитува таа мерка. Сите снабдувачи нудат маржа најмногу до 10% во однос на цената набавна од берзата во Унгарија Купекс. Во поглед на зборуваме на гаранциите што компаниите се должни да ги достават, вие се залагавте за зголемување на тие гаранции со цел овие компании да не можат да прават одредени манипулации на штета на МЕПСО. Апсолутно, во наредниот период ќе им се даде на новите снабдувачи со електрична енергија обврска да имаат гаранција некаде околу, правиме последни анализи, од 1 до 2 милиона евра, со цел кога ќе должат на МЕПСО да имаат каде да си ги платат трошоците кон МЕПСО. Почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонското радио, Радио Скопје. Наш гостин е председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Зборуваме нели за цената на струјата и се она што е врзано со струјата. Сега во тренд се фотоволтаиците, нели изградбата на фотоволтаиците. Не зборувам за овие домаќинствата и малите компании. Имаме најави сериозни, веќе се подпишуваат одредени договори со странски фирми кои навистина ќе сменат енергетската слика на држава во наредниве години. Председателот сепак и регулаторната комисија има свој удел во давањето на лиценци. Можете ли за нашите слушатели да кажете колку лиценци имате до сега издадено и какви се очекувањето до крајот на оваа година? До овој момент имаме издадено околу 200 лиценци за производство на електрична енергија од фотонапонски електрани, од фотоволтаици, и сите тие се изградени и се приклучени на мрежа. И тоа е некаде од фотоволтаици се само 86,3 мегавати. Дополнително имаме издадено уште 6,5 мегавати за мали хидроелектрани и 2,5 мегавата за електрани кои што произведуваат електрична енергија од биомаса. Значи некаде околу 95 мегавати имаме нови електрани кои што произведуваат електрична енергија од обновливи извори, најмногу се од фотоволтаици, како што кажав,
6,3 мегавати и тоа ќе релаксира ситуацијата во однос на увозната зависност на Македонија во однос на електрична енергија и тој процес продолжува и сега во овој период ние добиваме минимум 10 барања во текот на неделата, така да до крајот на годината ја верувам дека ќе имаме некаде повеќе од 120 мегавати нови централи кои што се изградени во државата. Што ќе биде за наредната година, еве да очекуваме дека нема да поскапи струјата, бидејќи ќе ја произведуваме се повеќе и повеќе од домашни извори и пред се од обновливи извори на енергија. Господине Бислимовски, факт е дека во оние манипулации, јас бе рекол можеби користни манипулации на јавните комунални предпријатија по општините, кои навистина беа големи потрошувачи, тие ете се префрлија се на регулираниот пазар. Меѓутоа, чујам една ваша изјава предизвика големо внимание, каде што вие велите дека мора да се прават структурни реформи во самите комунални предпријатија кои вработуваат огромен број на вработени, а од друга страна главниот оператор МЕПСО чинам дека е со 1700 вработени. Што е она, односно Евана, да. Што е она што вие сугерирате за оваквите комунални предпријатија, што треба да се прави во поглед зборот за струјата, а ќе ве прашам после за водата, имајќи во предвид дека некој податок беше објавен дека дури 65% има загуба во водата. Некаде во септември одржавме повеќе состаноци со представници на поголемите јавни комунални предпријатија преку нивното здружение АТКОМ и факт беше дека на јавните комунални предпријатија нивните трошоци за електрична енергија беа рапидно зголемени, особено во месец август. Значи се случуваше во одреден месец трошокот за електрична енергија да е поголем од вкупните приходи на месечно ниво. Значи тоа беше една неодржлива ситуација и јас тогаш им ветив на јавните комунални предпријатија дека ќе се залагам да се изнајде електрична енергија за нив, која што би била пониска од таа што беше во тој момент и тоа е направено и владата веќе и за овие комунални предпријатија ќе продава електрична енергија по цена од 95 евра, што например споредено со август е пониско за 5 до 6 пати. Но и комуналните предпријатија ќе треба да превземат одредени активности за да се ја зголемат својата ефикасност на работа. Комуналните предпријатија пред се од водоснабдувањето, еве во 5 најголеми града во државата, имаат преку околу 3.500 вработени само за 5 града во државата. Кажувам, додека операторот на дистрибутивниот систем, електродистрибуција, компанија која што произлегува од Евана, истата дејност, таа дава некоја мрежна услуга, има околу 1700 вработени. Значи, не може само да се бара, и апсолутно го поддржавме тоа, да им се намалат трошоците за електрична енергија, но треба да се работи на зголемување на ефикасноста на работата на јавните комунални предпријатија и начинот и менаџирање со бројот на вработени. И да нема загуба во системот. За жал во тој дел имаме некаде 65% е просечна загуба на вода во Македонија во сите комунални предпријатија. Тоа е според мене елементарна катастрофа. Од причини што Македонија е земја богата со вода, но со овие загуби, ние од земја богата со вода ќе станеме земја која што, ако се продолжи со овој тренд, ќе страда за вода, дека не може 65% од водата низ во водоводната инфраструктура да ја губиме. Едноставно тоа е недозволиво и мора да се промени, апсолутно мора да се промени тоа и тоа мора да се промени час поскоро. Господине Бислимовски, ако малку некако се стишени коментарите од компаниите на слободниот пазар, тие и понатаму притискаат дека со овие цени што се на унгарската берза тешко можат да работат, веќе цените се навистина високи на струјата. Има ли некакви размислувања во регулаторната комисија како да им се помогне на овие компании на слободниот пазар, имајќи во предвид дека вие не ја произведувате струјата, туку само ја регулирате цената, се зависи од државните електрани и така натаму. Имате ли неколку совети како тоа
би можело да функционира и како вие би можеле да им помогнете, значи зборувам на овие компании кои плаќаат на вистина високи цени за струја. Значи, на слободниот пазар на електрична енергија немаме никакво влијание на цените. Август месец беше исклучително лош, екстремно високи цени, достигнаа негде до 500 евра за мегават час како просек, инаку имаше и часови кои одеше и над 1000 евра. За среќа во септември, во октомври, во ноември ситуацијата малце порелаксирана, цената е некаде од 170 до 230, 250 евра. Кажувам во просек, имало денови кога била и 110 евра, 120 евра. Значи, еден од начините веќе е направен, со тоа што најголем дел од овие компании на кои што ќе им продава ЕСМ продажба, беа дел од слободниот пазар и на нив ќе им продава ЕСМ по некоја, да речеме, поприфатлива цена со цел да можат да си ги намалат своите трошоци. Тоа што го има надлежност ние како регулаторна комисија за енергетика, гледаме мрежарините кои што ги плаќаат сите потрошувачи, сега кога ќе носиме одлуки за цени, да ги намалиме, се со цел да ги во одреден дел да ги релаксираме и компаниите кои што се на слободниот пазар на електрична енергија. Главен проблем ни е тука цената на електрична енергија за набавка на техничките загуби во преносната и во дистрибутивната мрежа. Таму ЕСМ во моментов продава по 143 евра за мегават час и доколку се успее да се намали таа набавна цена, се разбира дека ќе имаме и сериозно намалување и на трошокот за мрежарините, што би им помогнал на сите овие компании. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно. Почитувани слушатели, наш гостин во студиото е председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Зборуваме за цените на струјата и другите енергии. И моето следно прашање, председателе, е во поглед на парното затоплување, односно на цените за топлинската енергија. Тие се сега, тие што се, ќе има ли некакво зголемување таму или ова ќе биде доволно да се заврши ова грејна сезона таму на пролет? Значи, ние некаде имаме признаено набавна цена на природен газ на најголемата компанија која што врши оваа дејност, сега тоа е ЕСМ, некаде околу 1700-1800 долари за нормален метар кубен. Со таа обврска тето да продава топлинска енергија за потрошувачите во градот Скопје. Сега за сега имаме стабилна ситуација таму, нашите предвидувања се во ред со тоа што е на берзите и по која цена доаѓа кај нас, така да во тој дел функционира непречено и очекуваме да ја довршиме без, не може никогаш да се предвиди, може се да се случи, да ја приведеме оваа грејна сезона мирно кон крајот. Сега е на почеток, имаше одредени проблеми, сите се решени. Верувам дека ќе се стабилизира и набавката на природниот газ и понатака да може да се функционира овој систем за топлинска енергија во градот Скопје без проблем. Енергетската криза датира уште од пред руско-украинската војна. За жал, таа се уште се разговорува. Ние се уште ќе бидеме оптоварени наредната и по наредните години со енергетска криза, со ценои високи за енергиите. Меѓутоа, некако спасот се гледаше во Европската комисија. Председателката на Европската комисија фон дер Лајен беше за чинам 2 пати за краток период во наша држава и вети дека ќе помогне на државата на енергетски план. Има ли нешто што влева оптимизам? Има ли нашата влада одредени побарувања и на што се однесуваат тие? Не зборуваме за кредити што пропадна она соеба. Значи, Европската комисија ќе помогне нашата држава со 80 милиони евра, кои што 80 милиони евра се наменети за да се помогнат пред се компаниите кои што се на слободниот пазар на електрична енергија, се со цел да се релаксира ситуацијата кај нив во однос на трошоци за електрична енергија. Значи, тоа е една, ако ме прашувате мене, ја верував дека таа и сметам дека таа помош од Европската комисија требаше да биде
повисока, имајќи во предвид дека ние во делот на енергетиката во целост го имаме имплементирано европското законодавство. Тоа што било побарано од нас, тоа е имплементирано. Некогаш тоа сме го правили на сопствена штета и ни доведувало до зголемување на трошоците и во делот на електричната енергија и во делот на природниот газ. Значи сме либерализирале пазари, сме распишувале тендери за универзален снабдувач. Единствена земја сме не во регионот, туку во Источна Европа, која што универзалниот снабдувач за електрична енергија го избрала на тендер, а можела да назначи некој друг со пониска маржа, но такво е европското законодавство и како такво го применивме и од овие причини верувам дека покрај овие 80 милиони евра, Европската комисија уште повеќе ќе и помогне на Македонија во наредниот период, имајќи во предвид дека само во Европа има вака екстремно зголемени цени на електрична енергија и на природен газ, поради тоа што ја намалија зависност од рускиот газ и се влезе според мене преоптимистично во инвестиции во обновливи извори и сето тоа доведе да се има одредени проблеми, односно екстремно високи цени на електрична енергија и природен газ во Европа. Значи, тие политики кои што ги правела Европа, а ние сме били обврзани да ги промениме, влијае и кај нас да се екстремно да се зголемат цените на електрична енергија и на природен газ на слободниот пазар. Така да верувам и треба Европската комисија покрај овие 80 милиони евра да даде дополнителни средства на нашата земја, имајќи во предвид дека вкупниот буџет на Европската комисија за справување со енергетската криза е 780 милиарди евра, така да мислам дека не само Македонија и останатите земји од Западниот Балкан треба да бидат помогнати повеќе. Господине председателе, да го привршиме разговорот. Во Европа веќе не се зборува за зеленото енергетско сценарио, односно преминување на производство на енергија од обновливи извори на енергија, значи затварање на термоцентралите, на термоелектраните кои работат на мазут, на јаглен и така натаму. Меѓутоа, очигледно Европа, поради војната и поради се ова што се случи на европско тло, веќе ретерира. Иако нашите интенции како држава исто беа токму тоа. Рек Битола е стар преку 40 и нешто години и тој треба до 2030 година да биде затворен. Но главниот стожер на енергетски стожер на држава е токму рек Битола. И ако не е рек Битола кој задоволува чинам преку 80% од дневните потреби на држава за струја, не знам што би правеле. Значи ние ќе мораме да го подзаборавиме малку зеленото сценарио, зелената енергија и она што верувам дека ќе биде интенција понатаму е изградба на фотоволтаиците. Значи го гледам искуството во Европа што се случи во изминатите 10 години, се затвараат термоелектрани, нуклеарни електрани. Мене ако ме прашате, они има големи инсталиран капацитет од нуклеарни електрани, немаше потреба да се влага во толку избрзано затварање на овие огромни производни капацитети. И сега кога дојде кризата се каже дека само со обновливи извори не може Европа да се снабдува со електрична енергија. Значи според мене да, ние имаме превземено обврски, но гледајќи го сега европското искуство каде што затворените термоелектрани се повторно на мрежа, во одредени земји процесот на затварање на нуклеарните електрани престана, ние треба додека имаме јаглен, дали тоа ќе биде за еден, за два блока, да си го искористиме и се разбира постепено да се инвестира во обновливи извори како и што се прави. Исто така се најавени неколку сериозни инвестиции во делот на фотоволтаиците, околу 450 мегавата во Штип, околу 416 мегавата во околу Крива Паланка, значи тоа е ветерница, така да ќе имаме обновливи извори. Да, Македонија треба да во Македонија мора да се инвестира во обновливи извори, но треба да се знае дека капацитетите и на мрежата и на прекограничните преносни капацитети се ограничени, ние ќе имаме одреден лимит до каде што може да се градат обновливи извори на енергија, особено фотоволтаици.
затоа што не се градат само во Македонија фотоволтаици, туку се Насекаде. градат и во Грција, и во Бугарија, и во Србија, и во Албанија, и во Косово, насекаде се прават и државите, особено во овој дел, треба да заеднички да соработуваат со цел да знаат луѓето колку може да прими не само во Македонија. Македонија е мала држава, но колку може да се прими електрична енергија од фотоволтаици во регионот. Ке мораме и понатаму да се ослонуваме на рек Битола, да го држуваме во голема финансиска кондиција, за да би можел тој да работи, да произведува струја. Господине председателе, јас имам уште други прашања, меѓутоа времето не ни дозволува повеќе. Верувам дека понатаму регулаторната комисија за енергетика ќе биде главна институција околу која нели ние новинарите, медиумите ќе бидеме насочени со цел да добиеме навремени информации за цената на струјата, на гасот, на парното. Верувам дека ќе имаме наскоро нова прилика да ве поканиме за разговори, да поразговараме околу ова што е делокруг на работа на Комисијата за енергетика. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам за поканата. Македонско радио. Радио Скопје. Актуелно. Актуелно.